Почитувани гледачи, гледате работна сабота на телевизија 24 вести. Денеска ќе биде релаксирано, верувам, за сите вас пред ТВ екраните, но морам да ви признам, релаксирано само и за мене. Оваа сабота не е работна, а сето тоа како можност да во нашето студио ги имаме гостите кои што денеска специјално само за вас, нашите редовни гледачи на работна сабота ги имаме во нашето студио. Станува збор за едни од најпознатите светски имења во светот на ракометот, еден од најдобрите светски ракометни голмани и едно од најдобрите леви крила во светот. Денеска во работна сабота и токму поради тоа оправдано денеска ќе биде само релаксирано, но не и работно. Во студиото на огромна чест и задоволство ги имам Арпад Штербек и Тимур Дибиров од ракометниот клуб Вардар Скопје. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден. Велам ќе биде само релаксирано затоа што работна сабота е секако работна за вас. Во сабота тешко дека се наоѓа слободно време за вас ракометарите. Арпад? Добро, ми смо мало другачije од остали људи, нормално раде до петка, па викендом одмарају се, а ми радимо до петка и викендом треба да одрадимо због чега радимо од понека до петка, е тако. Tako da je jako retko. Nama je najviše puta nedeljom je slobodno i nekad ni to, zavisi od utakmice. Да, зависи од распоредот. Pa da. Тимур, релаксирано денеска во нашето студио треба да биде. Започна 2015-та, започна и надпреварите од СЕХА лигата, Лига на шампиони. Веќе влагате во еден погон каде што стварно нема да има слободно време за вас. Со победа се започна, што е најважно ова 2015 Да, најважно да почне со победа. Затоа што може да каже, враќали сме не тако расположени како треба од светска првенства и сите забравен све што беше пре. Тамо обласки од репрезентација и мора да почне како што треба, како беше прва полугодина. Почнели со победи, тоа е најважно, враќа да располагање. Не знам како се викат, но и тој направиле. Да, како што напомена, светското првенство заврши, позадива се сета таа приказна од Катар 2015-та. Па ете, Штербек, оваа година имавме можност да те видиме дел од светското првенство. Остана да го гледаш од како и сите нас преку ТВ екраните. Pa da, ja sam ovaj put ostao kući, malo sam imao neke sitne probleme, pa smo se odlučili malo da se odmorim. Pa dobro, mi u dvorani u hotelu Rusije gdje smo trenirali, gledali smo sve utakmice Makedonije i Rusije i navijali smo. Pa dobro, ovo prvenstvo je bilo nešto posebno u Katru, u jednom gradu se desilo, stvarno je lepo je bilo gledati. Ja sam bio sretan što sam ostao kući da se odmorim, a kako su počele utakmice i zaželeo sam da igram i ja tamo. Na kraju nisam otišao, a uživali smo. Dobro, teško je ovaj period kako se vraćaju igrači, kako su se vratili sa svjetskog prvenstva, jako teško, zato što jedan dođe nesretan, drugi dođe, možda neko nije u formi, neko je u formi, mi koji smo ostali ovdje da radimo, mi nismo u rukometnoj formi, oni su više u formi, a umorni, tako da sad treba ovih dana malo da se uklopimo svi pa da nastavimo понатаму со надпреварите. Тимур, како се врати ти од Катар? Дали беше мало се нервозен, поминан или нервозата? Знаеш, тако си враќали што не сакам да зборам за тоа. Да. И најтешка проблема за мене не могу да извади, да избркајте од глава тоа што ќе се случува, но тешка мене затоа што таков спорт од добра места до лоша места само еден корак, да, и тоа што ни добро беше со репрезентација, то наше грешки на сите, мислам, кој сакал да направит добар неки потек, да. Што могу да кажат, спорт таков живот, што една првенство може да биде лоша, следната може да биде добра и мора да преживи тоа, дигне горе главу и иде напред и тоа што прави добра своја работа, а таму ќе видиме.
Да се учи на грешките. А кажи ми, македонската репрезентација, ги следевте сите надпревари на светското првенство во Катар? Да, и не само е телевизија, тој и директно во сала. Пресреќен бев што тако почнели, тако играли добро, но опет кажу што овој спорт ти може да играе 5 утакмиц добро, а едно изгубит и ни на тоа место као што мислел и као што треба. Имали шансе да бит боле, да, бит више, но тако се случува, само најважно имаат нормални шанси да квалифицираат се на Олимпијада, тоа е најважно. Токму така. Арпад, како се прилагодуваш веќе во Македонија? Морам да се навратам назад кога првата понуда за да стигнеш во ракометниот клуб Вардар не можеше да ја прифатиш, меѓутоа со следниот разговор ете си ти во редовите на нашиот Вардар. Па како се чувствуваш сега овдека во редовите на ракометниот клуб Вардар? Па добро, колку сам ту, од августа сам ту, е тако. Скоро пола сезона, како да кажемо. И од првог дана јас сам презадоволен и позитивно сам изненаđен и затоа што сам стварно дошол у еден клуб озбилjan, види се да имају неке циљеви, да сваке године да буде болја екипа и оно што мени одговара, затоа што кад сам добио понуду од клуб Вардара и причал сам sa Samsonenkom, sa našom gazdom, lepo pričati da ima klub ambicije i sve živo, a dok ne dođeš tu i ne vidiš ti sa svojim očima, ipak razmišljaš da li je to dobar potez što sam došao, da li ne, a stvarno ja sam prezadovoljan ovde i sretan sam, što je najvažnije, sretna je moja porodica isto, što je za mene jako bitno. Ja mislim da ima nas i Rusa, i Slovenaca, i Španaca. Ja mislim da je atmosfera i stvarno živimo kao jedna mala porodica i u retkim klubovima može ovako sve da se poklopi, ja mislim da bude sve Значи дека не се каеш што ја прифати понудата да дојдеш и да бидеш тука во Скопје? Никако. Тимур, вистина ли е дека ти преку телефон со Самсоненко си имаш договорено за да дојдеш да да направиш договор за Вардар, дека немавте претходно некоја средба очи во очи, дека тоа е? Не, тоа не е вистина. Беше све скроз друго. Ималиме квалификација 2012 год во Австрија. Задња утакмица пред летни одмор и се случува со чеховски медведи таква ситуација која беше сите знаат. И Сергеј дошол директно на утакмицу, па гледајте како играат Русија, Австрија и таму имал јас со ним неки мојбет, состанак и таму ќе се договорили затоа што претходно ја знал Сергеја, знал каков човек и што ако он ставит неки задачи, тогаш он видит само победу, да, и ми да идем напред секогаш. И кога зборил со нив, имал неки понуди уште од други клуби, но опет знав каков он човек, не мислил и 5 минут и доаѓам во Скопје. Доаѓам во Скопје и пресреќен што таков направил потек и што овој корак во моја кариера, ја мислам да најважен. Затоа што таков среќен сум, тако срекна моја фамилија и сега кога враќал во Скопје као дома, знаеш, и чекал назад кога да доаѓам. Така, споменавте семејството, фамилијата, па ете колку сопругите имаат улога во тоа дали ќе прифатите одредена понуда и ете како сопругата реагираше Арпад на тоа дека ќе треба да дојдете да живеете овде во Скопје? Добро, ова е malo čudno moja žena, zato što ja mislim da je za svakog je normalno gdje živi već. Mi smo bili u Španiji 10 godina, zadnje 2 godine smo bili u Barceloni i ipak ostaviti jednu zemlju takvu koja ti odgovara i klima i već si se navikao tamo za život. Ritam još si u jednom dobrom gradu, stvarno teško doneti odluku.
da li radiš dobar potez, loš. A na kraju dobro, u mojoj porodici ja odlučujem o nekim stvarima i u ovakvim stvarima u sportskoj karijeri do sad sam ja doneo odluke, ne meša se moja žena. Mi smo došli ovdje na leto pre nego što sam počeo da igram, da vidimo kako je Skopje, gdje ćemo manje više živjeti i sve živo. I na prvi pogled vidio sam da nije baš zadovoljna sa promjenom, a sa vremenom kako je već imala svoj ritam, društvo, druge žene, drugarice ovdje, neke iz Španije, neke iz Mađarske, ne znam, upozna se, tako da ona je ušla u svoj ritam života i sad je prezadovoljna ovdje. Точно така, дали Ирина исто ја смета Македонија за своја земја исто така како и ти, Тимур, очекува да се врати дома кога е некаде на страна тука во Скопје? Знаеш, стварно да кажем, тешко да биде жена и спортиста, Арпад сигурен со мене. Од такви ситуации кога е решил он, ја нема врска, спортист, да што може жена само може да поддржат било која ситуација. Да и мы изборим за то, што пресрекни мы сите, да, во Скопје, но ако и беше би град ни таков леп за нас, да, или убав за нас, тогаш и што може да каже? Наша жена, наша фамилија иде таму каде идем и мы, и затоа ни наше пола нас, да, не знам како каже, затоа што е ни најважна во наши фамилии звена. И тут то што жена срекна, тогаш ова е срека за нас, ама ако и не срекна, да, тогаш што да мора да правите? Кажи ми, Тимур, се трудиш да научиш македонски јазик и века слободно даваш интервјуа на македонски. Тоа изгледа што слободно. Тешко ти е? Тешко затоа што ако мы имаме во собликувални зборување само на македонски, тогаш топ. Добро, кој ти помогна од нашите за совладувањето на македонскиот јазик? Столе, Филип, Што те научи прво Столе? Шо мајка те научи? Не, Столе, не само неки глупости, а со прв дан почнали да помагнат мене, но имаме со различни држави, странци, играчи, и збориме на српска, хрватски, на различни, на руски, и тогаш каша нека во главе, и затоа и не тако добро зборувам, знаеш. Ако бил би само еден јазик, како дошол Арпад во Барселона, во Шпања, има шпански и толку. То он знае шпански перфектно. А мы имаме 500 јазиков во собликувални, тогаш тешко. Сите пополека ќе научите малку од сите јазици, како стојат работите. Да. Кажи ми, Арпад, се разбирате, нели, кој на шпански, кој на српски, кој на македонски, на англиски, сето тоа е навистина забавно, веројатно, во собликувалните за време на тренинзите, на патувањата кои што ги идете. Каква е атмосферата во Вардар? Чуј, како и malo pre sam rekao, da je atmosfera i ambijent je skoro je familijarni, zato što ipak tu ima starijih igrača i mlađih, a ne vidi se toliko razlika između, zato što ja sam stariji od nekih 10 godina i to je jako puno u jednoj ekipi. A ja mislim da ovo druženje, putovanje, iskoristili smo od prve pripreme u Sloveniji, da napravimo društvo, da zajedno odemo na večere, na zezanje. Tako da imamo nešto, ja mislim, u ovom klubu što nema u dosta klubovima u ovoj zemlji. Dobro, u većim gradovima kao što je, na primjer, Barcelona, tamo teže se druži zato što tamo treba ti sat vremena da odeš negde s jedne strane grada na drugo, pa da se dogovorimo, da popijemo kafu, teže je sve. A ovdje ipak je
u Skopju za 10-15 minuta možeš da se nađeš. Ako mene nazove Timur sad, ja za 15 minuta mogu da budem u bilo kom restoranu ili na bilo kom mjestu. Tako da ipak imamo više prilike da se družimo i ja mislim da to daje i u rezultatu puno više. Значи дека се дружите и по надпреварите во слободното време, Тимур, со кого Да, најчесто? тако, како пример тебе кажем, затоа што ни у секој екипе таква атмосфера, доаѓам и во Катар, во Доха имали слободен дан и ја доаѓам во хотел, живели во исти хотел хрватска репрезентација македонска и ја дошол ко другари, ко Игор Карачич, Столе, Филип, Диви, сите кои играат во Вардар, ми сидим пием кафе, а мене мој хотел 10 минут, 15 минут пешкам. Дошли пием кафе и идат од неки исто друштва, хрватска репрезентација македонска и ја никога видят како му сидим и живим во разни хотели, различни. Сидим, пием кафе, ништо моебет, ово, она, зезем. И, знаеш, и они тако гледат и видов во очи некој желбу, знаеш, како што треба. И ова не само направили мы да се изгледи како добра, ова намерна, да, а као стварно намо уживање, знаеш што. И гледам на нив, доаѓаат да поздравят како што, и они гледат на нас и мислят, како добра атмосфера, знаеш, во екипи, тоа е најважно, затоа што кога дошла тешка утакмица, тешки минути, ова е најважна атмосфера во екипи и рама ко рама, знаеш, и мы сите заедно, тоа и од такви глупости, од такви мелочи. И овде, например, некој рекол, двојца каже да hoćemo на пецање у неделју, 7-8 играча се пријаве да ајмо иде на пецање, ајмо Маврово, сад смо имали доста слободно, тренери, играчи, ајмо на Маврово горе, Tako da I tako bilo je, da, mi dogovorica Arpat i, ne znam, Sergej ili Arpat i Stolje. Dođem ja i tamo ušte 4-5 čovjek i tako se druži. Normalno, može svako u nedjelju da ide na pecanje ili možda imaju neke druge planove, a u subotu ako neko govori ajmo negde, u nedjelju će se pridružiti pola ekipe sigurno koji nemaju nešto već dogovoreno za nedjelju, tako da je lepo je ovo. A ko je to što saka da odi na ribolov? Pa ribolov Timur je I Brumin. Da? Ja je Brumin, a samo najbolje ribolov Sergej Gorbok. Dva pata dogovorena, ni jedan pat nije probudil se u 6 sabajli. A na ribolov se odi rano? Da, kao što treba. U 6 probudil se, trgnam je u Kavadarce, ima neka jezera tamo što Divi tatkavina, da, Divi organizira i tamo skar, pecanje, kao i A koja sprema ribата кога ќе ја фатите? Кога ќе ловите? Не, ловим сите, а спремат за јадење Диви. Има неки там, знаеш, целу систему. Сигурно дека тука има и убаво вино, кавадаречко. Да. Има. Pa i tamo smo obišli malo Tikveš, sa Divijem, sa trenerom sam bio. Da, i Arpad bil tamo. А Тимур, песна доаѓа после неколку чашки вино и таква дружба? Знае некој да запее од Вардар кога се собирате? Знаат поле. Не знам ја, немам голос. Ама знаеш да свириш пијано? Имаш некој Има. видеа? Ама со пеење пол екипа сигурно да знае. Не зборувам за Джамбо, Столи и там Каро Терзо, тоа легенди да пеат цело време. Секогаш. Знаат да пеат. А ти слушаш македонска музика? Да, затоа што радио во коло секогаш работат. А во кафана некогаш те имаат однесено на македонска народна музика на... Знаеш, не бев во кафана каде беше македонска музика. Бев и секогаш да излазам, но како не се случува, не знам. Тебе да ти спушта да не те земат во кафан? Ја мислам намерно, мене не уде, затоа што ако ја залюбим тој лудо да прашајте, идемо. Има ли вистина во ова дека намерно не го земаат во кафан?
Сакате така кога имате навистина напорно темпо, утакмица, во надпревар во сека лигата, надпревар во Лига шампиони, навистина ви е збиено темпото, меѓутоа после некоја победа секогаш добро доаѓа да се опуштите некаде во можеби некој од рестораните во Скопје да се соберете. Nekad odemo samo dosta igramo na strani. Ako igraš u subotu, na primjer imaš mjesec dana, 4 vikenda, 2 utakmice sigurno igraš u gostima, znači 2 vikenda već otpisano. Od ova 2 izabereš jedan, tako da mjesečno jednom manje više odemo. Во автобус прославувате. Мора то, знаеш, мы професионалци. Не значи то мы на крај утакмица излазим во некој ресторан, кафан, нема врска, клуб и мртви тамо пијани. Не то. А за атмосфера, ако мы испием чашу вина, ништо страшно не биде. Тако и знаеме свој распоред, како што треба, кога може, кога не. Ili nekad ostanemo 1 sat i po 2 u slačionici dole i popijemo pivo 2 i posle svi kući. Да, исто нормално. Така, во секој случај интересно и забавно очигледно во редовите на Вардар за време на надпреварите, на тренинзите, на подготовките и секако најинтересно е по една добра победа. Нервозно е кога ќе се изгуби надпревар, Тимур. Тогаш да не те бараме на телефон, да не разговараме со тебе, каков си кога ќе изгубиш надпревар? Тежак, знаеш, и мисли све каков ја то видов само моја жена, затоа што кога е нерасположен или изгубив надпревар, или играм недобро, знаеш, тој ја иду дома и ми не види само моја фамилија и види, знаеш како, затоа што моја жена беше предспортистка, па гледав на мене, брза иде во другу собу, там со син, само своје работи прави, затоа што лют, изнервиран и во такви ситуации ја многу сакам да утре да биде, знаеш, следната утакмица, да како направит смени то, изиграј добро, знаеш, све покажи што се случува грешка, само грешка мала и за мене мотивираат и сигурен што лошо надпревари они мотивираат повеќе, а не добро. Така, Арпад, дали тебе исто така те мотивира повеќе за следниот надпревар да имаш поголем број на одбрани? Pa znaš šta je, zavisi od utakmice, zato što imaš neke posebne utakmice, igraš jednu važnu utakmicu u Ligu šampiona i nedelju dana si nervozan pre utakmice, spremaš se za to i ako slučajno izgubiš to, onda treba ti još nedelju dana da se vratiš među žive, zato što totalno se isprazniš i fizički i psihički. Teško je, nekad kad izgubiš neku utakmicu, gubili smo mi ove utakmice neke i u Ligi šampiona i u Seha ligi, neke utakmice brzo dan, dva prođe ti na primjer neku dobijenu utakmicu protiv Vesprema što smo izgubili kući. Ja mislim da mi je trebalo 10 dana da dođem sebi, nervozan sam je. To je normalno, zato što toliko truda, toliko nervoze staviš, radiš da dobiješ tu utakmicu i na kraju kad izgubiš, jako teško svima, ja mislim. Да. Гледаме во моментот некои инсерти од вашите надпревари, во моментот од браните на Арпад Штирбек, секако дека секогаш, поготово кога се игра на домашен терен, тука се и комитите кои што се ваша верна поддршка и кои што навистина многу бргу ве прифатија како своји миленици. Тимур Дибиров, Арпад Штирбек, секогаш на добар глас кај комитите, секогаш со огромна поддршка од нив за вас. Какво е чувството да се игра пред комитите, Тимур? Знаеш, ви не знаете како е важно ова за нас и кога ти излазеш на терен и чувствуваш нив поддршку, а секоја поддршка она дава тебе неки процент, да, неки пост, ја не знам, 50%, 70%, 100%, тој нема врска. И ако ти немаш тој поддршки, ти ни тој. Ти скроз други играч и ако ти видиш за себе тако поддршку, што луѓе навиваат тако од само срце, знаеш,
то дава тебе неки сили кои главни за мислене што ти не можеш да изгубиш, што ти не можеш што-то направить да ни биде они присрекне. И то е најважно. И Арпад, види како е тебе. Опа, можеш ли ова да се озбрани, Арпад? Страх и трепет за сите голмани. Стварно, они за нас, то што немат, ја мислим, никој друг клуб и ова голема помош за сите кои што сте на теренот. Таква атмосфера, Арпад, имаш ли сретното некаде на друго место, како што се сретнува во салата Јане Сандонски сега, кога се игра на домашен терен пред комитите? Па добро, јас сам прошле године, смо играли. Да, прошле године сам играл овде и... Кога ти задни шут у мене одбранил, браво. И стварно, тешко играти у оваквом атмосферу, И ove godine je isto kako smo počeli u Kale da igramo prve utakmice, predivna atmosfera je bila. Sad u ovoj, ja sam se plašio malo da u ovoj novoj dvorani da je veća, da neće biti takva atmosfera, da ambijent će biti malo drugačiji, Pa ja mislim da komiti, neću ni da pričamo za jače utakmice Liga šampiona, zato što to nema nigdje na svetu sigurno. A ove manje utakmice, Seha liga, slabije utakmice u Ligi šampiona, kad dođeš, manje više znaš da ćeš dobiti jedan razlike sigurno, a kad stigneš u dvorani onako nisi ni još unutra polubu spavan i ne znam ja, nisi u glavi još 100% u utakmici, kad izađeš na teren i vidiš njih da su gore i bodrete i sve, pa samo za njih treba da odigraš utakmicu da budu zadovoljni. Stvarno je svaka im čast kako nas prate i navijaju i podržavaju nas, zato što, kako je Timu rekao, stvarno je jedan veliki plus za nas ovo. Така, секако сега комитите сето тоа знаат да го направат на еден убав начин секаде во светот да се слушне и за комитите како навивачка група и за Вардар како ракометен клуб. Случајно денеска црвено-црно на столчето. Столчето е црвено, ти ми дојде во црно, ете, повторно во боите на Вардар. Стварно не случајно. Или евентуално ти намерно си се облекува во црно. Црна моја боја, мислам, знаеш, и много сакам ова и кога видов црвени столчиња, брзо седнал. Нема да испадне црвено-бело Партизан, нешто случајно. А фудбал гледате ли? Како не? За кого навиваш? Тешко да кажеш, знаеш, нема таква екипа за кој мислю боле од сите за Јувентус. Пак и можеш и црвено-бело. Но не тако, знаеш, што пробудил се и гледам надпревари, а много интересира фудбал. Арпад, тебе те интересира фудбал, некој друг спорт да сакаш да правиш? Гледам, ја највише шпанску лигу, што ја мислим да е нормално, то гледам и ја навијам за Реал Мадрид. Ние дека ќе направиме кратка пауза за блокот реклами, а потоа се враќаме и продолжуваме со разговорот во студиото. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Повторно назад во студиото продолжуваме со разговорот со Арпад Штербик и Тимур Дибиров, ракометари од ракометниот клуб Вардар, едни од најпознатите светски имиња во светот на ракометот. Па како се станува едно од најпознатите имиња во светот на ракометот? Арпад, имаш во фамилијата, твојот татко се има занимавано со ракомет, меѓутоа не на голманска позиција. Како започна ти? Дали
беше носен често на надпревари да гледаш, па таму љубовта? Pa ne, nego ja sam Легенда, что? Я sam legenda. ne, nego tata me vodio, ja sam odrastao u dvorani, dok je on trenirao, nekad me vodio tamo da trčkaram pored terena. I poslije kad sam, dobro, već sam zavoleo i to sam video svaki dan i tako sam počeo rukomet. Samo, ja kako sam bio od moje generacije, fizički viši, jači i sve, i trenirao sam i sa mlađima, sa mojom generacijom, a prebacili me isto kod starije generacije, malo da probam tamo, a tamo ipak sam bio slabiji od njih, pa onda su me bacili na golo, kad je falio golman ili ne znam ni ja šta, nisam mogao da igram zato što stvarno su bili već jači i sve to, i onda stavili me na gol i jedan dan na gol, drugi dan i vajda trener video da ne ide to tako loše i ostao sam na golu. Tata i nije znao dosta vremena, nedjelju dve nije ni znao, nismo baš pričali, samo pitao kako je na treningu, ja kažem dobro. Jedan dan sam rekao da dobro je, branim dobro i onda se iznenadio, kaže šta braniš, ti ćeš imati 2 metra, ti moraš da budeš bek, ne golman. Znaš, ko ne zna da igra rukometa, baca ga na gol, jel tako? I dosta vremena mu je trebalo to da stvari, a poslije kako su već sa mlađim generacijama dolazili rezultati i sve je bio u redu, onda je se smirio malo. Сега му е сигурно многу полесно. Тимур, во твоето семејство имаш ли некој што се занимаваше со ракомет, некој спортски активен или ти си тоа чудо од дете? Легенда што би рекол. Не, сигурно не тако. Никој не занимавал ни спорт, ништо воопште. Скроз само нека срека. Знаеш како сите деца, школа, тренинг, почнал тако, знаеш, ништо посебно. Не тако како моја жена. У неј и татко спортист, и мајка, она... Како сега Мурас. Да, како сега Мурат. Да, и почнал да тренират и тако школа, тренинг и дале кога почнал да 9 и 10 клас у школу, мене уже почнали да кажат, ти само не заврши. И там една ситуација беше, ја сакал да... Воопште сакам сите спортови и сакал да играт фудбал. И значит, 1, 2, 3 тренинга не дошол на ракомет и почнал да фудбал. И мене се свиđа, знаеш, мене се окей фудбал и враќај се од тренинга. Мајка моја не знала тоа и враќај се од тренинга. Дома сидит мој тренер од ракомета. Сидит мајка, значит, люта ти не знаеш како. Ја мислил готово, сега мене узмат, ме убијат. И сидим и он мој мајке изборува, не може да он не шетат не идет на тренинги, у него таква кариера, он напредuje. И кажу, каква кариера фудбал, и она отошел дома и она мне кажет, значит, уште еднаш ти не доđeš на тренинг, убiju тебе. И значит, сега у мене и болит, што ја не знам, имам 30 годин, болит, не могу да станет, не могу да не идет на тренинг, затоа што ту стоит мајка убиец. Се шалам, но тако. Тоа беа твоите почетоци во ракометот и ете. Понатака како ја градиш кариерата, доаѓаш до еден од најопасните леви крила во светот. Веројатно дека сите голмани имаат страф од Тимур кога ќе го видат покрај гол. Да, не, Како нема. Многу скромен. Не скромен. Кога ви зборите за Арпада, то ви зборите за легенда. Кога ви зборите за мене, ви зборите за нормалного играча. Тоа е разлика и... Беше ли среќен кога кажа дека Арпад ќе дојде во Вардар? Вы не знаете како среќен, затоа што ја знам кога Арпад стои на голу, мы мирни, мы знаем што да правим, мы знаем што... Ако и не дам Арпада, то на крају Арпад направи све што како треба и тој најглавен корак, најглавна
трансфер Сергije uopšte za cel Vardar i ja siguran u to. Sigurno je zadovoljan, zato što na prvom sastanku je bio i Timur on sa Sergejem kad smo pričali prvi put. Zato što ja ne mogu da vjerovati, znaš, i ja mislim, ako Arpa da dođe, sve Nima da gotovo. moram protiv njega da igram, kad vidim moje Zato, i prašam Sergeja, kupite njega u Barcelonu i Ne ne možem mogu gol da mu da dadam. gol nađu. Одлично. Арпад, што најмногу на вашето семејство му се допаѓа овдека во Скопје? Šta mi se dopada ovdje? Да, тебе и на твоето семејство. Имате ли некој омилено место во Скопје каде што сакате да го поминувате слободното време или бегате надвор некаде каде што имате поголем мир? Čuje, meni grad mi se sviđa u globalu zato što je komodno je za živjeti, imamo sve šta nam treba, imamo sve za familiju šta treba. Sad toliko slobodnog vremena i nemamo, nama je slobodno mjesec i po dva na leto i zimi ako ne odemo u reprezentaciju da odemo kuće. Ova nedjelja, ako imamo slobodno, to tako brzo prođe da nemaš ni puno stvari, da sad ne znam nija šta da radiš. Normalno sa familijom, ručak ili nešto tako sa decom da budem to iskoristim. I navečer već počinju utakmice neke, da li rukomet, da li fudbal, onda malo i to pogledaš i nedjelja tako brzo prođe i onda opet čekaš, ne znam, nedjelju dana da dođe opet. А како се прилагодија близначињата овдека во Скопје? Има друштво, се дружите со Мурат, со децата на останатите играчи од Вардар? Ja živim gdje žive treneri i Čipurin i Harbog. Timur živi malo gore, dobro, Murad je malo manji, mlađi. Moji se druže, što mi je drago, sa decama trenera na španskom, da ne zaborave španski ako su već naučili. Dobro, oni u mojoj zgradi manje više se druže, zajedno u razred idu sin od Lackovića, sin od Čipurina, u isti razred idu, tako da dece je jako lepo. Подмладокот на Вардар. Da. Тимур, кога би те прашале сега кога ќе отидеш во Русија, како би ги опишал македонците како народ? Како би опишал? Знаеш, много сличен менталитет и не чувствувам зато себе во странство. Знаеш, тоа е најважно и кога ме не прашат како македонци, што и ја им кажу, ви знаете, ја живеем како дома и кога ја си смеем се со мене и други луѓе, знаеш, и тој значи има неки сличен менталитет и како могу кажеш, ако пресреќен ја, тогаш Македонија супер, македонци, све и колку могу ја да кажат што тако блиска Македонија мене, што ја не знал, стварно не знал што тако. Кога некои од македонците ќе ги прашаат за Русија, што е таму најпознато и најдобро, секако ќе кажат водката и убавите русинки. Сега, кое е мислењето за македонските жени? Смееш да одговориш. Та како не? Без водке, да не попиеш водке, sa vodkom sve žene su lepe tamo u Rusiji, bez vodke. Значи, зборувам за сите, не само за Македонија, за сите Балкани, што кој човек не знае какви убави жени на Балканах, посебно Македонија, и знам пуно убави девојки, знаеш, кои спортистки, кои манекенки, кои певачки, и што убави жени, они има сегде, да, и у Македонија много. А кога тука виното, убавите жени, сигурно дека и за храната ќе спомнеме нешто. Арпад, која кујна мораме да кажеме, ти си роден во Србија, меѓутоа израснат си во Унгарија, живееш и во Шпанија, сега си тука во Македонија, еден круг кој што каде To je najgore što ja volim svaku kuhinju, to je moj problem. On zato je došao. Kuhinja dobra, da, Првото прашање да не беше, а каква е храната во Македонија, Тимур? Ne, meni se sviđa
život je čudan, zato što kad sam bio u Španiji, vukao sam iz Srbije sve živo tamo što mi je falio. Sad kad sam tu, to više me ne interesuje, sad bio i je što sam u Španiji, evo, tako da stvarno ovdje je klopa, hrana je odlična i možeš sve jesti, imaš tu u Skopju, hvala Bogu, velik grad, imaš svakakih restorana, ja volim da menjam, bio sam ovdje u dosta restorana i ja mislim da nije bio ni jedan gdje nisam stvarno dobro jeo. Меѓутоа мора да внимавате секако на исхраната, на тежината. Да, to moram ja, on ne mora, njemu je priroda, vidi, da je telo, da ne mora. За мене ова ситуација е колку сакам. Тако мора да, знаеш, пола екипа играчам да мало гледаат на тежину, затоа што Давид сваки вторник да тежина, нема вага, нема плата и тако. Да, и вага као у златари, по граму, sad imaš više, sad je... Dobro, to je i dobro što nas kontrolišu, zato što ako ne bi nas kontrolisali mi bi pojeli pola Skoplja možda. Skara, paho, na sve, što... Што ти од македонска кујна најдраго? Што е така најмногу ти се допаѓа од македонската традиционална кујна? Што-то посебно тешко да кажеш, затоа што све јадам. И мене све... А ништо не ти све се сакам, да. На вагата покажува? Пахон, скара, топла, ладна, ја не знам, све. Што може. Све јадам и све сакам. Се сакаш, одлично. Кажи ми, Тимур, кога би имал некоја супер моќ, која би сакал да биде? Кој би сакал ја? Да. Тако прашање, прашти прво Арпа да ја помисле. Сад сам почел да размишлям. Или ги имаш доволно сите супер моќи? Не. Може... Бетман сакал да биде. Може? Може. Зашто да не? Ти тако... И не знам што да одговарат на тоа. Па да, и затоа веројатно може би црната боја ти е омилена, нешто само знак што ти фали. Може. Мислам може на... Како се викат овој летучи миш? Аха, слепи. Да, како... Слепи миш. Слепи миш. Да, тако личен. Лиѓе. А Арпа, ти имаш ти желба некоја супер моќ која што би можел да искористиш, може би? Pa ako on je rekao Batman, ja ću reći Spider-mana na golu, da bi bolje ide. Да, па ти веќе си Spider-Man, да. Кажете ми, освен тоа ајте за супер моќот и за тоа сакам да ја прашам, може би некоја историска личност во која што би сакал да се најдеш во ликот на некоја историска личност. Ти интересира ли историјата и... Да, и знаеш, толку личности, ако сериозно ме зборим, толку личности големи у истории, што... Постоеле. Да, их пуно и почнем да од спортисти и завршем историски личности. Којто едно човека, не знам. Ќе треба да размислиш. Треба. Арпа, тој помогнеш мене? Ne, zato što ja sam dobar u mojoj koži ovako. Сигурно некој ќе посака понатаму да биде во вашата кожа како дело. Ja sam zadovoljan sa mojom. А кажи ми, Арпат, од ракометните голмани кои штете се во оваа ера постоечки, кој ти е онака како пример и идол? Primer i idol. Ja kad sam bio mali, ja sam iz Ade i bio tamo jedan golman, se zove Šandor Hodik. I s jedne strane zbog njega sam i počeo da branim, da nastavim na golu, zato što mi se svidjelo kako brani i to. I posle je došao ovdje u Makedoniju da igra, u Pelistri, poslije je zaigrao u reprezentaciji u Makedonskoj i bili smo 99. u Egiptu, on je branio za Makedoniju, ja sam branio već za Srbiju. On mi je bio prvi idol. A ako me treba da budem jako zahvalan, to je Dejan Perić, sad je selektor srpske reprezentacije.
Zato što kad sam ja ušao u reprezentaciju, on je bio već među starijima, on mi pomagao, bili smo zajedno u sobi, on me učio ponašanje na terenu, van terena i dobro, ako jedan sportista je pametan i hoće da uspe u životu na sportskoj i van sporta, onda ja mislim da treba da sasluša i da uči od ovakve ljudi i ja mislim da on meni puno je uticalo na moju karijeru, tako da ja njega najviše cenim kao golmana u ovom sportu. Da. Razmisli za istorijski odlik, Timur? Или си исклучи? Не, ја слушам Арпада и не мислам. Да, добро, тоа некоја следна прилика ќе ни го кажеш. Пополека доаѓаме до крајот на денешната емисија Работна сабота. Пред вас навистина голем број на предизвици, следуваат надпреварите во Загреб, потоа Војводина гостува овдека во Скопје. За дан 14 во Јане Сандански си да проследиме првиот надпревар од Лига шампиони со Монпелје. Па сега каде се насочени мислите? Слушај, на 14-та Горица, да? Ми сите размислуваме и оваа утакмица со Брест, со Загреб, со Војводина, важни да сеха лига но важни за нас као боде и то што мислим и сите о Лиги на шампиони, о Монпелје, тој, ако не кажем тој не стварна, да. Много сакам да дојдам ко овој утакмица максимално расположен да враќам то што беше пред светска првенства и то што месец не беше у клубу и враќам ту расположеност, ту само да вербо, знаеш, то горење во очи. Сигурно тоа ќе биде. Ја сигурен и кога му влезем во салу и 6000 човек да навиват за нас, тогаш ме убием Монпелје. И ја сигурен во тоа. Но да не направим грешки, да не пригорим пред надпревар, сега мислим само за Загреб, за Војводину, добра правим своја работа и се ќе биде. Токму така. Сите навиваат во еден глас за Вардар, веројатно дека ви се добро познати веќе навивачките песни за Вардар и комитето она што го прават на самиот надпревар. Арпад, како е состојбата со останатите голмани во Вардар? Какво е дружењето помеѓу вас? Тука е Диви секако со неговите шеги, Страхиња Милит Джамбо, вашиот тренер Симич. Добро, ми смо една екипа, посебно у овој нашој екипи. Ми радимо доста пута посебно и они анализирају противнике, посебно имају видеа, ми посебно покушавамо да се припремиме за утакмице. Добро функционишаме, ја мислим. Доста екипа нема 3 голмана, нормално имају 2 голмана, а овде е стварно сеха лига шампиона и има доста утакмица за свако голмана да брани доста, тако да измеѓу нас поделимо то доста добро и нема никакви проблема. Ја мислим да свако добие своју минутажу и све то и да не будемо пуно уморни, тако да sa trenerom Simićem, on je jedan iskusan golman, bio, sećam se još pre iz Srbije, dosta puta sam ja igrao protiv njega i zna puno o golmanima sve i psihologiju, zna, imamo i trenutke lošije i tačno zna kako da se ponaša sa nama, tako da ja mislim da to je jedan pravi potez što imamo mi njega i tako. Во секој случај? Стварно посебна екипа голманска. Не знаме што они правят. Што они таму, знаеш, воду носят, спорят, што та она таму, браним таму, што мислиш. 15 години ја играю, ја не знам колку и мене интересира толку што они таму зборят, што не знам. Не те дозволуваат никогаш да присуствуваш? Строго забрането? Не дозволат и никој не прашат у них своја живот, знаеш, таму ова зона 6 метри и таму свој живот. Значи, то они сами знаат што да правят, како тренираат, како бранят.
Битно Спајдермен да биде нели на мрежата, па да не успее никој да даде гол во мрежата на нашите голмани. Очигледно дека навистина интересна атмосфера во Вардар, дали во тие 6 метри каде што сте вие голманите или во оној друг дел каде што вие вашата тактика ја разработувате. Во меѓувреме се кажуваат ли некои вицеви? Знае ли Тимур да кажува вицеви? А вицеви што? Виц. Не Бујо разбирам. Хасо си биле, не знам како ви на руски викате виц. Джоук, шега. Ja ne znam, ja neke priče niti slušam u slačionici. Во секој случај анекдоти сигурно дека постојат многу на тренизите и на тоа. Да. На патувањата поготово што ги имате. Штербек, ти вака со твојата големина кога патувате во автобус, сигурно имаш 2 седишта или делиш со некого? Dobro, imamo Ај, dobar кажи autobus. каков автобус вас. Imam do ovde kao do tebe, da se ispružim fino i imamo dobar autobus, stvarno. Pa onda na hodniku dole menjamo se nekad da se ispružimo, ima tu dosta putovanja od 7, 8, 10 sati ćemo imati sutra, na primjer. Teško je, dobar je autobus, stvarno imamo sreće što je komodno. Timuro može bračni krevet da napravi, da svom sedištu. Да, може, но само Тимур сиди со мајтешом Брумином, ти сидиш на 2, а ја сидам со Брумином и гледам филмови. Но добро, доста места и ја нормално гледам како он спи, окей. Так, а од интернет зависни сте од социјални мрежи? Не толку зависни, но Ја користите, го користите. користим, да. Да. И Арпад? Инстаграм, Фейсбук. Ja nemam ni Facebook, ni Instagram. Пробиваме со емисијата, меѓутоа морам да прашам за Мурат. Дали веќе доаѓа почесто на надпреварите, гледа, јавува некоја желба да се занимава со ракомет? Да. И само важно е што дома он играат само со топки. И кажат што гени, да, имат своје, што жена е спортистка, јас спортист, но тој нога, рука, знаеш, топка, он фрли рука и нога и само ако може да цел дан играт. Нема во фудбал, во ракомет, во кошарка и като он доаѓаат со мене на тренинг или за тренинга доаѓаат, чекат мене. Ако он влезет на терен, значи катастрофа е нега назад узите и там иде дома, нема шанси. Сад трчање може да и не идет кај нему, вамо. Постојано. А дали кај вас дома топките се нечисто и играчки? Moj sin jedva čeka utakmicu da dođe, prvo da pije tamo ove sokove za vreme utakmice i posle kad završimo mi odmah da siđe, pa ja posle izađem da branim, da šutiram, ono. Moj mali sin, dobro, cura je cura, balet i pleso je ono, a sin trenira, ide na fudbal, zato što još je mlad za rukomet, ipak je lakše ovim godinama samo šutirati loptu nego voditi i to sve, što je normalno. Jako je zainteresovan kući, baca lopte, ili je Timur Dibirov, ili je Blaženko Lacković i samo to čuje da je Blaženko Lacković, Timur Dibirov i samo pumu nešto slovi kući. Dobro, lepo, stvarno uživa na utakmici. Na početku je, prva utakmica mu je bila u Kale protiv Metalurga, pa video sam posle slike kako navijači se skinuli, još je toplo bilo i moji su se skinuli, tako da odmah su ušli u ambijent i atmosferu i stvarno posle svake utakmice siđe pa jedan pola sata tamo se igraju sa drugim decama, ima tamo za 3 ekipe deca dole. Така, одлично. Мене ми навистина драго што денеска бевте дел од нашата емисија и гости во нашето студио. Ви постакувам многу успех во сезоната која што е пред вас, да се радуваме заедно сите на секоја победа на Вардар. Тука сме навивачите сигурно тука комите да ве бодрат кога ќе се игра на домашен терен. Верувам дека многумина не се штедат и да отпатуваат на некој од вашите гостувања, па таму да ви ја дадат својата поддршка. Ви постакувам и
многу здравје пред се да ве служи, за да за еден спортист е најважно да се избегнат сите повреди и до крајот на сезоната заедно да навиваме и да победуваме. Ви благодарам. Фала многу. Хвала ти. Драги гледачи, и вам ви благодарам што денеска бевте повторно дел од Работна сабота. Се надевам уживавте во разговорот со Арпад Штербек и Тимур Дибиров. Доколку подоцна се вклучивте или сакате повторно да ја погледнете Работна сабота, репризно издание во недела во 21 часот. Ви посакувам пријатен ден. Се гледаме следната сабота со нови гости.